Високи очекувања за новиот јавен обвинител наспроти ниската доверба во македонскиот правосуден систем. Неделова избран новиот државен јавен обвинител Ненад Савевски. Гостин во ово издание на Тренинг е универзитетскиот професор, екс-председателка на Transparency International, неодамна се врати од Виена како декан на Академијата за антикорупција. Добре заслаѓена Тасева. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Господја Тасева, што ќе биде прв тест за новиот јавен обвинител во ситуација на големи очекувања наспроти урнисаната доверба кај граѓаните во однос на функционирањето на македонскиот правосуден систем? Очекувањата се големи, навистина, затоа што долго време се соочуваме со една состојба на јавно обвинителство кое што не успеа да одговори на својата задача која што е поставена и согласно уставот и согласно законите, а тоа е да обезбеди борба против криминалот и владење на правото од тој аспект. Многу ниската недоверба која што граѓаните ја искажа во јавното обвинителство, како и што проблемите за кои што во поделни истражувања самите обвинители ги искажаат дека постојат внатре кога станува збор за влијанија и за влијанија на начинот на нивното работење, но и на недоволното етичко работење и интегритет на јавните обвинители. Мислам дека првата задача на господинот Савевски ќе биде токму тоа. Да го постави уште на самиот почеток јавното обвинителство како целосна организација да почива на темелите на интегритет, на отчетност, одговорност во своето работење. Значи да се воспостават јасни критериуми според кои ќе се оценува и работењето и ефикасноста, меѓутоа и како ќе се оценува или ќе се обезбеди интегритетот внатре во самата институција. Значи, мора да ја зајакне довербата во јавното обвинителство, во јавноста, со самото тоа што ќе се стави јасно на знаење дека од денеска понатаму обвинителството ќе функционира поинаку. Во изминатиот период бевме сведоци дека голем број на судски предмети се држеа во фиока. Правдата беше бавна. Голема недоверба во однос на правораздавањето. Колку време и како би можело да се врати таа доверба, урнисана доверба во вакви околности, во ситуација кога постојано се зборува за политичко влијание врз судиите и обвинителите? Да, различно е кога зборуваме за работата на судовите и работата на јавните обвинителства. Мислам дека покритично и поголема недоверба постои во работењето на јавното обвинителство, отколку во судовите. Во судовите работата е јавна, таму се знае исто така дека постојат влијанија, тргување со влијанија, влијанија на предмети како ќе се решаваат. Меѓутоа голем застој и чување на предметите, одолговлекување на постапките се случуваше во јавното обвинителство. Ние пред години направивме едно истражување кое што се викаше Поглед од внатре, каде што пријавите кои што Министерството за внатрешни ги доставило до обвинителството за коруптивни кривични дела, многу мал број најдовме во судовите по период од 3 години. Значи, одолговлекување на предистражните постапки, одолговлекување на истрагите, менување на обвиненијата. Сето тоа се ситуации кои што влијаат на работењето на, односно на довербата во јавното обвинителство, а и целосно во довербата во целиот правосуден систем. Затоа што граѓаните исто така можеби и не прават до крај разлика ако предметот не излегол на виделина или не бил пресуден, дека проблемот е само
во јавното обвинителство. Во вакви околности, како што и вие зборувате, дали е возможно Савевски да влезе во директна пресметка во делот на бескомпромисната битка со корупцијата? Мислам дека нема друг избор. Тој едноставно нема друг избор. Савевски, ако сака, тоа се големи очекувања, тој треба да биде и реален и веќе според тоа што го видов во неговото интервју, дека не може да се бори со висока корупција или со скап криминал без доволно ресурси. Значи, но тој нема избор освен да најави бескомпромисна борба против криминалот и корупцијата, против сите можни видови на влијанија на работењето на јавното обвинителство и да застане да се одбрани интегритетот и во работењето на јавното обвинителство. Затоа што само на тој начин ќе може и да ја оствари својата улога, својата функција. Сметате ли дека конечно ќе се процесуираат, например, предмети поврзани со злоупотреба на функцијата, сомнителни тендери во изминативе месеци, години бевме сведоци на одлевање на голем број на голема сума на државни средства под сомнителни околности, било во тендери, местење и така натаму. Тука веќе работата не зависи само од јавниот обвинител, кога ние гледаме што се случува со измените во кривичниот законник, каде што се менуваат одредбите од кривичниот законник кои што се однесуваат токму на овие кривични дела. Злоупотреби на службената положба при јавни набавки, односно се намалува степенот на одговорност на носителите на функции на луѓето кои што се вработени во јавната администрација. И ако законодавецот постојано го менува законот да на некој начин овозможува таков тип на криминални действија да се дури да се едноставно да се остават без никаква реперкусија, затоа што некои од нив се веќе застарени, иако се наоѓаат во јавното обвинителство. И сега ќе видиме, се надевам дека ќе бидат доволно транспарентни да кажат јавно колку или колкав степен и каков тип на кривични дела едноставно ќе отпаднат од потребата да се постапува по нив поради измените на кривичниот законник, затоа што на тој начин ќе се знае јасно дека одговорноста за непроцесирањето не е во јавното обвинителство, туку некаде на друго место. И тоа ќе биде дел од работата на јавниот обвинител да разграничи, да каже јасно што, каква состојба ќе најде, каков тип на кривични дела ќе има во процесирање, што ќе се случи со оние кои што ќе треба да се отфрлат или да застарат како резултат на измените во кривичниот законник, колку дела се водени предолго истрагите и така натаму, затоа што тој и заради себе ќе мора на почетокот да направи една добра рекапитулација, еден добар увид во целата состојба и да знаеме сите од каде ќе почне. Во време на дигитализација и понатаму доказите се прибираат во писмена форма, не се достапни важни бази на податоци. Кој зошто се плаши од транспарентноста? Знаете, тоа беше дело исто така од моето укажување во јавната дебата која што имавме во собранието пред 2-3 дена, дека со овој така наречен нов закон, воопшто не станува збор за нов закон за јавното обвинителство, тоа е само номотехнички затоа што се менувале 30% од постоечкиот. Сметате ли дека помалку е хендикеп, за било кој говорам, државен обвинител, вклучувајќи го и изборот на Савевски, што неговиот избор всушност се прави со просто мнозинство наместо она што се предлагаше со квалификувано, за да се има и поголема тежина во изборот. Ева и во изборот, кога станува збори на новиот државен обвинител, опозицијата остана воздржана, а Савевски вели, меѓу другото, дека тоа не го чувствува како своевиден товар. Подобро би било да се обезбеди поголема поддршка за јавниот обвинител, дури и да се оди во моделот за избор
по пат на гласање, например, на сите јавни обвинители, како што се прави тоа за обвинителот за организиран криминал. Подобро исто така би бил и моделот на квалификувано мнозинство во собранието, затоа што ќе му се даде поголема тежина, поголемо значење и можеби поголема заштита од влијанија. Не е добро што уште пред самото постигнување во таа функција има политизација и оградување, предскажувања дека ќе се смета однапред дека ќе се штитат интереси на одредени политички структури. Мислам дека треба да се остави јавниот обвинител да почне со работењето, за да можеме после одредено време да коментираме и да зборуваме за тоа како го поставил своето работење и каков тип на јавна обвинителска организација ќе гради. Како до брзи и независни истраги? Брзината на истрагите или предистрагите. Јас би рекла дека тука доста време се задржуваат предметите во предистражните постапки, кои што воопшто не се ни јавни. Тука ни не знаеме колку долго и траат предистрагите за одредени предмети, да се дојде до состојба да се отпочне формално и истрага. Тоа сето е врзано со ова што го зборуваме модернизација и дигитализација. Во денешно време, кога во светот јавните обвинители и судиите користат вештачка интелигенција во почетокот на нивните анализи, што значи користат електронски информации, електронски докази, ние се уште зборуваме за обезбедување на доказите по пат на праќање писма, по пат на увиди во документи, во хартија, кое што треба да се собере, да се прочита, да се изанализира, а се повеќе криминалот, дури оној кој што не е организиран, е транснационален. Значи, се случува преку границите на повеќе држави. Дали во однос на действијата за кривичното дело или за тоа каде ќе се најдат приносите од тоа кривично дело. Капиталот стекнат по пат на тоа. Затоа што обвинителите покрај другото имаат обврска со паралелно со кривичната да започнат и финансиска истрага. Значи, сите тие работи, ако ние останеме вака да работиме со собирање на податоци, на докази по пат на писма и во хартиена форма, се побавни ќе ни бидат истрагите, затоа што се повеќе верувам дека ќе мораме доказите да ги бараме можеби и надвор од границите на нашата држава. Слагена Тасева, гостинка во ТВ магазинот Тренинг вечерва. Господја Тасева, изминатиот период сведоци сме на системски пропусти, слабости, почнувајќи од последната најголема трагедија која ни се случи, тоа е Кочанската трагедија. И потом модуларната болница, Дурмотурс и да не ги набројам останатите. Дали овие системски пропусти, слабости се резултат на нефункционалноста на институциите, длабоката држава, корупцијата која веројатно е во некаква спрега помеѓу политичките елити, бизнес влијанијата и одредени структури кои што се во интерес, во меѓусебен интерес? Значи, тука не може да се одвои ниту едно. Сите заедно делуваат на ваквата состојба на нефункционална, создавање на нефункционална држава и на системски слабости. Ние зборувавме уште пред неколку години за заробена држава. Значи, држава во која што интересите се најважни. Интересот личен, партиски, интересот на определена група, на определена компанија, на определена политика или на определен поединец, влијателен, кој што има врски, конекции со некоја од другите групи, надвладува пред законот и пред јавниот интерес. Значи, тука имаме ситуација, во сите овие случаи, мене ми е жал за сите случаи,
Викендов бев и во Кочани, затоа што голем дел од својот живот го поминав таму и на некој начин чувствував потреба да бидам таму. Се соочуваме со страшни трагедии како резултат на сето ова. Тргување со влијанија, корупција, неисполнување на своите работни обврски, непочитување на законите, неказнивоста, тргувањето со влијанија. Сето тоа стана начин на живот. Тоа стана систем, за разлика од системот кој што не функционира. И тоа носи вакви ситуации на трагедии. Значи, ако имаш ти институции, еве и полицијата, која што има конкретно определени законски обврски кои што не се спроведени до крај, или службите за обезбедување, или издавањето дозволи за работа, непочитување на стандардите за противпожарна заштита. Значи, сето тоа, ако имаме ние нормална функционална држава, треба редовно да се следи, да се контролира. Дали финансиската зависност создава дополнителна главоболка кај обвинителите и судиите? Финансиската зависност, законот, например, гарантира финансиска независност за судиите и обвинителите. Буџетите да бидат доволно високи. За жал, сега во оваа ситуација, кога велиме дека е необходно да создадеме силна јавно обвинителска организација, имаме состојба дека нивниот буџет се намалува за повеќе од половина од она што било предвидено во закон минатата година. Значи, се намалува, предходно беше 0,4% од вкупниот буџет на државата, сега е од собраните даноци. А тоа е многу растеглива категорија. Колку ќе се собере данок, и плюс тоа уште стои таму клаузула да се обезбеди равноправна распределба на сите чинители на кои им требаат пари од буџетот, и тоа ќе го прави министерот за финансии. Значи, тука немаме никаква предвидливост на ресурсите со кои ќе располага јавниот обвинител во текот на една година. Колку даноци ќе се соберат и колку тоа ќе му биде дадено, за да може да спроведе, еве, например, квалитетни истраги. Една добра финансиска истрага чини пари. Една добра форензичка, било каква истрага, исто така чини пари. Сите оние постапки кои што се спроведуваат во судска медицина, исто така треба да се плаќаат. Значи, сето тоа треба да се финансира, вклучително ако сакаме да зборуваме за градење на IT системи, на системи за интероперабилност или за пристап до бази на податоци. Финансиската стабилност за јавното обвинителство е клучна. Не може да се води борба против скап криминал, тоа така го кажа Савески, јас го цитирам, без пари. Значи, без пари не може да водат борба против никаков криминал, а криминалот во последниве години стана многу лукративен. Значи, има многу, како да кажам, средства или фондови кои што се слеваат преку криминални или незаконити действија, за кои што ние немаме ефективна превенција или пак ефективен механизам за да се одземат во соодветни постапки. Каде најчесто се јавуваат ризици од корупција во процесот на креирање на закони? Постојат повеќе начини како се креираат ризици, например и постојање на дискреционите овластувања. Исто така е ризик од корупција. Или на недоречености во законите. Или не до крај прецизирани термини, поими во самите закони. Како, например, што да извојам сега како пример, значи, сериозно нарушување на јавниот ред и мир. Тоа е, предпоставувам, треба се земе дефиницијата од Законот за јавен ред и мир. Кога зборуваме термините, сите кои што се употребуваат во законите треба да бидат јасни и недвосмислени
и законите треба да бидат предвидливи, да се избегнуваат одредби како може и треба, да се утврдуваат рокови. Имавме и ситуации каде што постои мерка, не постои рок до кога. Таквата мерка може да се спроведе, а може и да не се спроведува ради определена интенција, потреба. Да не се заврши до крај дисциплинска постапка за издавање на лиценца, затоа што постојат такви многу големи состојби на недоречености во нашите закони, затоа и се воведе обврската да се прави антикорупцијска проверка во законите, што за жал не е направено во новиот закон за јавно обвинителство. На крајот, државата не може да ја реши корупцијата додека самата ја генерира, оцени професорот од правниот факултет Ненад Марковски. Што вие мислите? Па, тука е, што можам да мислам, освен да се согласам. Значи, државата од една страна декларативно се залага за борба против корупција, а од друга страна суштински, фактички создава услови за корупција. Со сите овие процедури на недоречености во законите, влијанија кои што се прават на различни начини, тргувања со влијанија, нетранспарентни одлуки, состојбите на директни договарања, значи на многу начини државата генерира корупција. Исто така најголем проблем е нефункционирањето. И државата може да создава услови за корупција и преку нефункционирање на институциите, кои што немаат ресурси, кои што немаат капацитет да се справат со или да ја спроведат својата законска надлежност. Да не зборуваме за влијанијата при политичките влијанија, влијанијата во време на избори, ветувањата во време на избори. Имаме многу начини на кои државата, вие рековте државата создава корупција, би рекла повеќе тие што ја водат државата се тие кои што влегуваат во коруптивни практики и создаваат услови за корупција, затоа што државата како еден систем ја водат определени елити во тој момент. И тие се тие кои што носат. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Професор Слаѓана Тасова, екс-председателка на Transparency International Македонија, до неодамна и декан на Академијата за антикорупција во Виена. Значи, романот Три Марии доби 3 награди. Тоа се 3 награди годишни, што воопшто може да се добијат во Македонија. Јас сум горда на тоа, но сакав да кажам во контекст на вашето прашање околу тиражи. Три Марии е таков каков што е, кога сум го напишала. Мислам, без наградите немаше да доживее ни второ издание, ниту да стекне ваква широка не популарност, туку видливост, би рекла. Значи, наградите се тој фактор што ги придвижуваат нештата. А и во хабитусот на нашите луѓе, на нашиот народ, сметам дека има еден конформизам, дека сакаат промени, ќе ги направи некој друг, не самите, но и ова што претходно го кажав, трупање на долгогодишни незадоволства е нешто што сега го плаќаме долгот.